Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ВМРО, ДПМН и Мицковски не знаат каде тераат. До толку немаат кадри за да ги постават по институции, што луѓе кои лежеле во затвор со кривични пријави ги ставаат за в.д. директори на затвори. Со одлука на Мицковски, осуден криминалец, кој лежал 4 години во затвор, е именуван за в.д. директор на затвор Идризово, оделение Велес. Ибрахим Елези е осуден и лежал 4 години во затвор од 2013 до 2017 година во Идризово. Кривичното дело за кое што бил осуден е неовластено производство и пуштање во промет на дрога. Сега истиот овој човек, Мицковски ВМРО ДПМН, го ставаат директор во затвор Капедром Идризово, оделение Велес. Ова не е нормално. Па како може осуден криминалец да биде одговорен за затвор? Но тоа не е се. Емил Јаневски со кривична пријава за несовесно работење со одлука на Мицковски е именуван за в.д. директор на затвор во Прилеп. Јаневски во 2020 година бил директор на јавно комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп и против него МВР има поднесено кривична пријава за несовесно работење во службата и штета врз буџетот од предпријатието во висина од 2,3 милиони денари. Дури ВМРО ДПМН на пресконференција бараше јавното обвинителство да реагира и да ги расчисти сомнежите за наводната милионска проневера од Јаневски. Сега истиот тој, ВМРО ДПМН го назначи за в.д. директор на затвор. Надвор од памет и секоја логика. Ова е класична криминална кадровска политика. За 30 дена Мицковски ВМРО ДПМН имаат секојдневни скандали, промашувања и разочарувања. Немало досега влада со толку лош почеток, со толку кадровски промашувања.